Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, после 10 години обраќања на еден партиски послушник како Ѓорѓе Иванов, кој ги промовираше политиките на режимот и изолацијата, денеска бевме сведоци на обраќање на надпартискиот председател. Како независна институција, председателот треба да биде фокусиран на остварување на стратешките цели на државата, меѓу кои се членството во Европската Унија и во НАТО алијансата. За дел од работите што беа спомнати, можеме да се сложиме. Например, кога председателот вели дека има уште многу работа, особено имајќи го во предвид кочењето на процесите од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Во однос на помирувањето, тој процес го иницираше премиерот Заев. Започна овде, во Собранието, се формираа и работни групи на оваа тема, кои активно придонесуваат и тој процес треба да му се даде целосна поддршка. За само 2,5 години, со речникот на председателот, за време на најбрзата обнова на институции во повоена Европа, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија успеа да ја врати државата во нормала и да ја донесеме на прагот на членство во НАТО алијансата и отворањето на преговорите со Европската Унија. Значењето на договорот од Преспа и договорот со Бугарија за нас како држава и за нејзината иднина се исклучително важни. Европската Унија и НАТО не се возможни без договорот од Преспа, со кој државата излезе од децениска изолација и дојде на прагот на НАТО и Европската Унија. Договор кој затвори 25 годишен спор и истовремено го зачува и обезбеди нашиот идентитет. Нема компромис со криминалот. И тоа е јасна позиција и на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Нема таков суд, судија, обвинител, што ќе го запре овој процес. На овој наш заеднички пат треба да ја завршиме борбата за правда. Како парламентарно мнозинство сакаме да гледаме сојузник во председателот Пендаровски, во нашата мисија да обезбедиме решенија што бе обезбедуваат подобар живот за сите и водат напред, за правда и едно општество за сите. Очекуваме тоа да продолжи и по 12 април, кога граѓаните уште еднаш ќе потврдат дека сме на прав пат и нема да дозволат да се врати режимот. Режим никогаш повеќе. Ви благодарам.